Денес организирани акции за расчистување на дивите депонии во Штип и Кочани. Во Штип екипи на ИСАР и Стипион работеа на патот кон селото Шешаварлија. За да имаме чиста средина и чисти шуми, не е потребно само да екипите на ИСАР чистат, туку граѓаните сите отпадоци од видот на стари душици, кревети, столови да ги депонираат на нашата депонија. Во наредната недела ќе има екипи кои ќе бидат на терен и сите граѓани кои ќе ги фатат на лице место ќе бидат казнети. Во населбата Пребег, пак граѓанската иницијатива Мрдни со прст организираше акција за чистење и уредување. Па вака за чудо, интересно е, граѓаните ја прифаќаат оваа иницијатива. Мрдни со прст е слоган кој што лесно се запомнува и кој што всушност се влева во уши. Не очекувавме дека ќе има на оваа апликација голем број на апликанти и иницијатори да се смени нешто, но интересно е што да имаше голем број на апликации кои што аплицира и кои што сакаа да се смени нешто во нивната општина. Жителите на Пребег се пофалија со успешно сработената акција. Фарба, тебе, огради, лулачки, сето ова што е околу нас, клупи, се нови наслонјачи се стават и тоа. Значи, секој помалку да мрдне и на крај ќе излезе нешто поголемо и нешто подобро за сите граѓани околу нас. Исто така акција за расчистување на дивите депонии денес организираше и општина Кочани, реализирана од вработените во администрацијата. Ова акција нема да го расчисти овој дел, нема да го расчисти Кочани и околината, меѓутоа ќе покаже уште еднаш нашата определба дека ќе истраеме на сите предизвици и дека ќе продолжиме со сите мерки што ни стават на располагање, се со цел да ја подигнеме првин свеста, преку медиуми и преку разни апели, се со цел граѓаните да се однесуваат одговорно према животната средина и околината во која што живеат. По иницијатива на ЗЕЛС, 5 мај е прогласен за работен ден за еколошко однесување на општинската администрација, така што денес вакви акции организираа повеќе општини во државата.